Добро утро за нашата прва гостинка во Македонија наутро, Фросина Денкова-Зафировска. Овој пат ќе зборуваме на една друга тема, Фросина, средношколски самит за кариерен развој, меѓутоа имајќи предвид и вашата дејност со која што се занимавате како психолог, би сакал да се надоврземе на темите што ги обработивме изминативе 15 на минути, меѓуврсничко насилство, булинг од страна на наставниците кон учениците, кон одреден ученик. Ова целосно да се искорени, можеби не, можеби бидејќи ние како генерација можеби сме се соочувале, но кој правец треба да го фатиме за да кога зборуваме за овие теми, зборуваме дека се помалку е застапено ова во училиштата? Добро утро најпрвен. Да, она што еве лично сметам, се надевам и останатите би се согласиле со мене дека ние како возрастни, како родители би можеле да помогнеме во оваа ситуација, во ваквите ситуации преку нудење на позитивни примери на однесување, насочување на учениците и децата кон конструктивни работи наспроти она кое што сме обземени во секојдневието, па така и да речеме наставно за кој што денес ќе зборуваме практично една таква насока во рамки на која што младите луѓе, особено средношколците, матурантите, кои што се наоѓаат на еден значаен животен крстопат, наместо да се бават со работи за кои што досега зборувавме, да почнуваат сериозно да размислуваат за нивната иднина, за како да ја изградат својата кариера и да ја одберат својата идна професија. Ова е само еден пример, но како родители, како возрастни, како експерти, мораме да размислуваме и да им понудиме што повеќе такви образци на однесување и да им го на еден начин да им ја дадеме таа убава позитивна насока. Вистинско време за средношколски самит за кариерен развој, наменет за ученици од трета и од четврта година. Би рекол, уште повистинско време за оние кои што се сега трета година, бидејќи ќе имаат повеќе време да размислуваат уште цела година. За која цел се организира овој самит и ќе се согласите ли со мене, ова средношколците, учениците треба навистина како можност да го грабнат, затоа што порано, пред 10 години, некако ретко се зборуваше за вакви работи, ретко се случуваа вакви самити, конференции, каде што се упатуваа младите на кариерен развој. Така е обично кога се зборува за кариерен развој, почнување на градење на кариерата, никако подоцна се започнува, да речеме, на крајот на формалното образование или факултетот и така натаму, па дури и подоцна. Ние сега одлучивме овој процес малку порано да го започнеме, да ги стимулираме учениците, средношколците, како што напоменавте, на крајот од нивното средно училиште, веќе да почнуваат да размислуваат. Иако знаете, како млади луѓе, тоа е многу тешко во тој период да ја одберат вистинската насока, но преку овој прв средношколски самит за кариерен развој, она што сакаме да го направиме е да им понудиме информации, насоки, малку да ја да го започнеме тој процес на едукација во однос на тоа како да размислуваат да го одберат својот кариерен пат. Особено сакаме да ставиме фокус на важноста на неформалното образование, кој што како процес треба да се одвива уште од многу порано, но и паралелно со формалното образование. Понатаму да зборуваме на теми како да започнат уште сега да го градат својот личен бренд идентитет, особено со присуството на социјалните медиуми. Што е голема предност. Ако зборуваме и за предностите, бидејќи некако како медиуми повеќе сме секогаш склони кон недостатоците на социјалните медиуми, но тие имаат и голема предност во овој случај. Може за тоа да се зборува. Така е, апсолутно да најдат начин и да започнат внимателно, но и да речам рационално да го креираат својот бренд идентитет, да се постават на социјалните мрежи, да започнат и да ги запознаат професионалните социјални мрежи, каде што уште од сега ќе можат да започнат да го градат својот идентитет, што понатаму ќе им послужи нели во текот на развојот, но и градењето на нивната кариера. Зборуваме за средношколците, за нивниот кариерен развој, но тука ќе ги споменеме и родителите. И ден денес има родители кои што му велат на детето прво заврши факултет, па ќе мислиш на кариера. Што тука ќе ги советуваме родителите? Како да ги изменаџираат овие процеси, дека факултетот може да оди и паралелно со кариерен развој, па дури и работа?
Да, токму тоа е можеби најсилната порака што сакаме да ја испратиме и до учениците и до нивните родители. Она што е многу важно е дека процесот на неформално образование апсолутно мора да почне од многу рано. Треба да оди и паралелно со формалното образование, но тоа е оној процес каде што ученикот, младиот човек стекнува знаења кои што понатаму на еден флексибилен начин, на еден полуструктуриран начин, но согласно собствената мотивација и преференции, што е многу важно, бидејќи формалното образование имаме веќе готова програма која што ни ја нуди системот и од каде што нели се стекнуваат знаењата. Неформалното образование е насочено според потребите и интересите на секоја индивидуа и колку повеќе младите луѓе се насочат и кон неформалното образование преку нели запознавање на сите алатки кои што ни ги нуди технологијата за да можеме полесно и побрзо да се стекнеме со ваквиот начин на знаење, да го усвоиме тоа знаење, тоа е, да речеме, нешто што ќе биде многу корисно, бидејќи многу често нели можеме да слушнеме, еве сега завршив факултет и сега ќе почнам да барам работа, сега ќе почнам, но и со завршувањето на факултетот или формалното образование, но и многу претходно, нели неформалното знаење треба да е присутно и уште повеќе треба да се засили за да може правилно да се изгради еден професионален профил на еден млад човек. Неформалното образование еден млад човек може да го прави сосем сам, нели денес технологијата, интернетот ни нуди многу алатки, многу содржини, но од друга страна овде ги имаме и академиите. Јас сум представник нели на Growth Labs Academy, каде што ние можеме на полу, да речеме, структуриран начин, системски начин да им помогнеме на младите луѓе дополнително, но и многу побрзо да ги стекнат тие знаења. Кога ќе се одржи самитот? Пријавувањето е во тек? Да, пријавувањето е во тек. Самитот го организираме во соработка со Сојузот на средношколци. Самитот се одржува на 22 април во 17 часот во Синеплекс. И она што навистина би сакала да го најавам е многу инспиративни говорници, експерти од областа, кои што на интерактивен начин ќе дискутираат со младите луѓе, со средношколците на сите овие теми и кои што искрено се надевам дека дополнително ќе ги мотивира да започнат уште повеќе да се интересираат на овие теми, да започнат да нели размислуваат за својот кариерен пат, за својата идна професија, но и да се стекнат со знаења од каде можат да побараат дополнителна помош, менторство и така натаму кои што ќе можат да ги водат низ тој процес. Вела дека младите, барем така велат истражувањата во последниве години, пред се представниците на генерација Z, дека навистина знаат што сакаат, навистина сакаат да истражуваат, да експериментираат, кога станува збор за кариерниот развој, така да верувам на голем интерес. И јас искрено се надевам дека ќе имаме голем интерес. Ви благодарам, Фросина, уште еднаш за гостувањето во Македонија наутро, 22 април. Каде може да се пријават средношколците? Значи, веќе на социјалните медиуми имаме нели објава каде што има линк за пријава, средношколците од Сојуз. Да, капацитетот е 300 учесници, затоа што побрзо е подобро да се пријават, за да може да си го обезбедат своето место на самитот. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија наутро.